Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Јосиф чекал. Поминала една недела, а потоа друга. 1 месец, 2 месеци. Поминало многу време, а Јосиф размислувал. Не сум виновен, но сум овде в затвор. Зошто некој не ме извади од овде? Еден затвореник кој бил слободен, му ветил на Јосиф дека ќе разговара со фараонот за него, но сосема заборавил на Јосиф. Оттогаш поминале 2 долги години, но имало еден кој не го заборавил Јосиф. Бог. Тој му ветил на Јосиф дека ќе биде голем управител. И тогаш Бог почнал да го исполнува своето ветување. Фараонот сонувал, но никој не можел да му каже што значи сонот. Бил вознемирен. Тогаш слугата кој му служел на фараонот наеднаш се сетил на нешто. Познавам некого кој може да толкува сонови. Јосиф, во затворот е, но е невин, целосно го заборавив. Веднаш донесете го кај мене. Заповедта на фараонот била исполнета. Јосиф дошол пред владетелот на Египет и му се поклонил. Слушнав дека можеш да толкуваш сонови. Мокен фараону, јас не можам да го направам тоа, но Бог може. Сонував како стојам покрај Нил. 7 дебели крави излегоа од водата, но беа изедени од 7 грди крави. Потоа сонував 7 дебели класови кои беа проголтани од 7 тенки класови. Што значи тоа? Можеш ли да ми кажеш? Бог ти кажува дека доаѓаат 7 плодни години. Во Египет ќе има изобилна жетва, но потоа ќе следат 7 години глад. Нема ништо да се роди. Тоа сигурно ќе се случи. Најдоброто нешто што треба да се направи е да се најде мудар човек кој може да го собира житото во годините на изобилство, така што луѓето нема да гладуваат за време на 7-те години глад. Таа идеја му се допаднала на фараонот. Јосиф, ти си тој човек. Бог е со тебе. Те именувам како мој помошник. Секој во Египет мора да те почитува. Така Јосиф станал втор најмоќен човек во земјата. Тој одвај можел да поверува. Бог не го заборавил, дури и ако понекогаш изгледало така. Браќата го мразеле, го продале како роб, а потоа бил затворен, иако бил невин. Забележали дека Јосиф издржал 10 тешки години? Тоа би требало да те охрабри. Бог никого не заборава, дури ни тебе. Верувај му и довери му го твојот живот. Ке се восхитиш од тоа што Бог го направил преку Јосиф. Затоа биди сигурен дека ќе ја слушаш следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!